Добар ден, следува дневникот во 16:30 на Канал Плюс. На почеток кратката најава за дел од настаните. Серија земјотреси го погодија утрово Скопје со јачина од околу 4 степени по Рихтер. Ваквите земјотреси, според сеизмолошката обсерваторија, се случуваат на 10 до 15 години. Берово доби нов кружен тек на влезот во градот. Проектот општината го реализира со Агенцијата за финансиска поддршка. Финишираат подготовките за 10-та јубилејна пастрамалијада во Штип. Бројот на угостители кои ќе имаат штандови е приближно ист како и минатата година. Силен земјотрес утрово во 6 часот и 57 минути ги разбуди Скопјани. Земјотресот бил со јачина од 4,4 степени според европската скала, над длабочина од 2 километри. Според координатите на Европско-медитеранскиот сеизмолошки центар, епицентарот на земјотресот е во Скопски аеродром, поточно на улицата 3 Македонска бригада. По утринските потреси кои ги вознемирија македонските граѓани, од сеизмолошката обсерваторија изјавија дека нема простор за паника, а ваквите земјотреси со јачина од околу 4 степени според Рихтер се случуваат на 10 до 15 години. Продолжуваме со настаните кои одбележаа неделата зад нас. Крајниот исток работи на развој на туризмот. Туристичкиот потенцијал на планината Голак е недоволно искористен, но со подобрување на патната мрежа и најавените проекти, состојбата на овој план се менува. Реконструирани се 11 километри од патниот правец Делчево планина Голак, а до крајот на наредната година во планина Голак да се изгради ски патека. Привршија активностите за реконструкција на патниот правец Делчево планина Голак. Со инвестиција обезбедена преку Министерството за транспорт и врски во вредност од 1,3 милиони евра, реконструирани се 11 километри на потегот од над манастирот Света Богородица Балаклија кон врвот Чавка на планината Голак. Реализацијата на оваа инвестиција е само еден од првичните услови за развој на туристичкиот центар Голак, кој во наредниот период би требало да го врати препознатливиот сјај со дополнителната најавена изградба на ски патека од страна на МЕПСО. Вакви се очекувањата на локалните власти, но и на раководството на ВМРО ДПМН, чиј председател во месец март, кога започнаа градежните работи за реконструкција на патниот правец Делчево Голак, ја најави изградбата на ски патека која треба да започне да се гради наредната година. Патот ќе овозможи развој на туристичкиот центар Голак. Акционерското друштво во државна собственост МЕПСО планира следното лето, односно следната година, да гради овдека во Голак исто така скијачки центар. Патот заедно со скијачкиот центар ќе станат атрактивни и за некој да го земе од моралиштето, да го купи и да го уреди, а сето тоа пак ќе помогне за развој на туризмот и на луѓето што живеат во овој регион, но и пошироко. Во план за реализација на општината Делчево и проектот со кој е предвидено изградба на велосипедска патека за планински велосипедизам во должина од 5 километри, која ќе биде обележана по сите стандарди за маунтан байкинг, со што и тоа како ќе се направат крупни чекори, планината Голак повторно да блесне во својот препознатлив сјај и целосно да се врати времето кога на Голак доаѓаа гости, не само од Македонија, туку и од поранешните ју републики. Инаку реконструкцијата која се случуваше на патниот правец Делчево Голак опфаќаше проширување на банкините, како и целосно асфалтирање на носечкиот асфалтен слој со променлива зголемена ширина на критичните кривини по цела должина на патот. Ширината на коловозната лента е 4 метри со по 0,5 метри банкини од двете страни на патот. Во тек е изградба на ново рекреативно детско игралиште во една од најголемите населби во општина Пробиштип, Карпош. Новото детско катче ќе биде комплетно уредено со повеќе реквизити, а изградбата е на иницијатива на локалната самоуправа. Ново детско игралиште ќе добијат најмладите жители во една од најголемите населби во Пробиштип, Карпош, која се наоѓа во централното градско подрачје, со цел децата да имаат свое безбедно катче за играње и рекреација, кое ќе биде комплетно уредено со повеќе реквизити. Сега се наоѓаме на локација каде што треба да биде изградено ново катче за најмладите категории од нашите граѓани, односно еден простор каде што ќе има
поставено неколку реквизити за најмладите детски лулашки, исто така клупи за одмарање на повозрасните лица, изградба на пешачки патеки од околу 250 метри квадратни, како изградба на повеќе потпорни ѕидови, со што ќе биде разубавен овој дел од веќе постоечкото игралиште во населбата Карпош. Изградбата на новото рекреативно игралиште е на иницијатива на локалната самоуправа во најголемата населба во Пробиштип, каде што разобувувањето на овој дел од градот е веќе започнато. Берово доби нов кружен тек на влезот на градот. Проектот Општина Берово го реализира со Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделието и руралниот развој, кој во голема мера ќе зголеми безбедноста на сообраќајот во овој дел од градот. Денот на независноста на Република Македонија Општина Берово го одбележа со свечено пуштање во употреба на кружниот тек на влезот во Берово на улицата Маршал Тито, во делот каде што се вкрстува со регионалниот патен правец за Струмица. Проект кој што Општина Берово го реализираше со средства од сопствениот буџет и од Агенцијата за финансиска поддршка во руралниот развој со вкупна вредност од 8,5 милиони денари. На сите граѓани на Општина Берово и на граѓаните на Република Македонија дозволете ми да им го честитам можеби најсветлиот, најголемиот празник за нас, денот на независноста на Република Македонија, и еве во тој убав момент, во тој свечен чин сакавме да направиме едно свечено пуштање на еден објект кој го изградивме за доброто на граѓаните. Тоа е кружната раскрсница на влезот на градот Берово, финансирана со средства од Агенцијата за финансиска поддршка на руралниот развој, и сметам дека таквото решение што го направивме, тоа што го реализиравме, ќе биде долго користено за доброто на граѓаните од Општина Берово, а се разбира и сите тие кои се учесници во сообраќајот од соседните општини, сите туристи кои доаѓаат во Берово, ќе се почувствуваат посигурни, побезбедни. Поддршка за изградбата на овој значаен инфраструктурен проект за безбедноста во сообраќајот даваат и дел од советниците од Советот на Општина Берово. Ние како Совет на Општина Берово ги поддржуваме проектите кои што се во интерес на Општина Берово и секогаш ќе стоиме за тие проекти кои се за доброто на народот на Берово. Присутна на отварањето на кружната раскрсница во Берово беше и пратеничката во Собранието на Република Македонија Сузана Секуловска, која воедно им го честита и денот на независноста на сите граѓани на Република Македонија. Би сакала на сите граѓани на Република Македонија, на граѓаните на Општина Берово, да им го честитам овој убав ден, 8 септември, да им посакам многу здравје, многу љубов, многу среќа, и на градоначалникот на Општина Берово да му посакам до крајот на мандатот, и се надевам дека ќе продолжиме и понатаму со соработка заедничка со Општина Берово, да изреализираат уште многу голем број проекти како што реализираат досега. Еве денеска сум сведок на уште еден проект во Општина Берово, кој што имаме чест да го отвориме токму на овој голем ден. Според жителите на Берово, овој проект е од исклучителна важност, бидејќи влезот во Берово и оваа раскрсница беше со доста лошо сообраќајно решение, а кружниот тек и поставеното осветлување според нормативите за вакви раскрсници е нешто кое беше и повеќе од потребно за овој простор. Финишираат подготовките за 10-та јубилејна пастрамалијада во Штип. Бројот на угостители кои ќе имаат штандови е приближно ист како и минатата година. Листата на музички ѕвезди кои ќе настапат е утврдена, единствено промената ќе биде локацијата на бината. Околу 30 на штипски угостители со своји штандови ќе земат учество и на годинешнава штипска пастрамалијада. На присутните ќе им понудат пастрамалии по унифицирана цена, а освен пастрамалии, покровителите на манифестацијата ќе понудат и соодветен пијалок. Од Кирил Панајотов, надлежен од организаторот Општина Штип, дознаваме дека потврдени се учествата на сите најавени музички ѕвезди, а веќе од среда ќе започне поставувањето на бината. Она што е ново годинава е дека бината каде ќе настапуваат музичките ѕвезди ќе биде на нова локација, непосредно до кружниот тек кој во изминативе денови се прави на местото на раскрсницата кај така нареченото дујле.
Веќе е ангажирана агенција која што ќе го среди просторот околу бината, озвучувањето најпрофесионално како и минатата година. Некаде од среда ќе започнат сите активности на монтирање на бината и на озвучувањето. Ќе биде се во најдобар ред. Пред се ќе им се даде можност на публиката да биде околу бината. Иако на почетокот на изведувањето на активностите околу кружниот тек беше најавено дека истиот ќе биде завршен до 10 септември, сепак временските неприлики не го дозволија тоа. Александар Југов од Лерит тимот истакна дека сите потребни инсталации се поставени, но поради врнежите од дожд се одложува асфалтирањето. Југов додаде дека се прават напори до среда се да е комплетно завршено. А она што ќе се случува на 16, 17 и 18 септември е манифестација која годинава се организира по јубилеен 10 пат. За она што се случуваше пред 10 години, односно како започна се околу оваа уште една традиционална штипска манифестација, потсетува иницијаторот Кирил Панајотов. Нормално е дека како и секоја друга манифестација таа еволуираше. Првиот концепт се сеќавам кога го правев лично на таа прва пастремајада, идејата беше да се слави пастремајлијата. Ако споредите од првата до сегашната, сега ги славиме концертите повеќе на пеачите кои што присуствуваат тука, многу помалку на пастремалијата како бренд. Пастремалијата е нешто пропратно, ако земете ќе каснете, ако не можете да поминете со пијачка и да стоите пред бината. Првата пастремалијада се викаше Денови на пастремалијата и маслото, ако се сеќавате. Сега славиме само пастремалија, но акцентот се става на концертите во најголем дел. За разлика од пред 10 години, годинава, за да се вкуси брендираната штипска пастрамалија и за добра забава, освен од страна на штипјани и жители на останатите градови во Македонија, присуство најавиле и гости од соседните Србија и Бугарија, но и од другите држави на Балканот. Следова информација за земјоделие. Во Штипскиот регион во полнек е бербата и откупот на грозието. Годинава задоволни се и лозарите и откупувачите. Грозието роди повеќе од лани и е со добар квалитет, а се берат над 1000 кг од декар. Во Штипско во полнек е бербата на грозието од годинашнава реколта. Задоволни од родот и квалитетот на грозието се и лозарите и откупувачите. Во просек се берат по 1300 кг од декар. Денеска почнеме со грозието, берба, така да сега моментално на ова парцела мерло береме. Ова година е многу квалитетно грозието, мерло. Шекерна единица има 22,5. Тука ова вранец, исто квалитетот е многу добар, 23 малигана. Тоа јутре ќе почнеме да го береме. Денеска, значи, рековме мерлото. Од хектар имаме 13 тона, така да реков, ова година е многу квалитетно грозито. Откупните цени се на ланското ниво, односно 11 со 13 денари во зависност од сортата на грозието. Цените оваа година се како што беше договорено со владата, 11 со 13 денари. Квалитетот е подобар од лани. Очекуваме да откупиме некаде околу 10 милиона килограма, од кои 2 во Штип и 8 во винаријата во Лозово. Во Штипскиот регион и годинава откупот ќе го вршат 3 винари: Езимит вино, Имако вино и винарија Аневски. До крајот на откупната сезона се очекува да бидат складирани и преработени над 30 милиони килограми грозје. Штип е домаќин на тридневна меѓународна културна манифестација на која се презентира културното богатство на власите. Во рамки на манифестацијата е отворена изложба на оригинална влашка носија, а настапи имаат и културно-уметнички друштва од Романија и Македонија. Во Штип се одржува тридневен културен настан од меѓународен карактер под наслов Традицијата и културата обединуваат. Овој проект во Штип ги собра луѓето од културата од Романија и Македонија, а требаше да има гости од Грција, но нивното учество е најавено за догодина. Во рамките на манифестацијата беше отворена изложба на оригинални влашки носии и организиран настап на фолклорни друштва од двете држави. Ова е прв пат да се случува меѓународен проект за власите во Штип, бидејќи во Штип има многу власи и се надевам дека со ова ќе бидеме само еден чекор да отвориме еден нов прозорец кон сите идни наши вакви меѓународни манифестации. Влашката носија е карактеристична по многу елементи и има своји посебни карактеристики, вели професор Димитриева Кузмановска. Влашката носија, значи својата карактеристика е прво во кројот. Составена е од повеќе делови
на кои најкарактеристично да речеме од овие што се постарите носи кои се работени од чијак, од волна, значи рачно изработени. А карактеристиката главна за нив била што тие позади, значи сите имале по 74 фалти кои се изработени од волна. Исто така, значи ширитите кои се користени, боите на ширитите, гушникот кој е изработен од перли, исто така, значи невестинските носи кои биле карактеристични, кои имале во себе повеќе елементи кои ја карактеризираат оваа култура на свој посебен начин, а со тоа се надевам дека нема да биде прв пат што ќе бидат видени овие, значи, носи и оваа култура ќе има повеќе манифестации, така да ќе се запознаат сите што мислам кои ќе присуствуваат на оваа манифестација малку повеќе за нашата култура. Инаку влашката носија, за разлика од порано, денес се носи само на културни манифестации, а најповеќе за денот на власите 23 мај. Со емоции, носталгија и сеќавања некогашните просветни работници, учителите од третата доба во Штип одбележаа 70 години јубилеј од најблагородната професија учителството. Како започнало учителството, во какви услови се работело, како се реализирала наставата, раскажуваа учителите во Штип. Професори, асистенти, учителки и наставници и учителки во пензија денес одбележаа 70 години од учителството. Од регионот и пошироко присуствуваа некогашните просветни работници. Ние, како Факултет за образовни науки и дел од Универзитетот Гоце Делчев во Штип, во својата биографија ги носиме традициите, достигнувањата научни и стручни од учителската школа. Со емоции и носталгија за учителството некогаш зборуваа учителите од третата доба, како започнало некогаш учителството, во какви услови се работело, творело и реализирало настава, а како е денес. Желбата за учител ми беше уште од најмала возраст. Уште како дете ги собирав од малото и бев учителка. Ние како наставници кога почнавме, ние бевме во село прво наставници. Работевме таму по 12, по 10, кој по 20 години и работевме под многу тешки услови. Немавме превоз, со возови од Сабајлек идеме по поручек, втора смена работевме. Многу повеќе отколку сега учениците што право одат на виша школа и високите школи. А ние прво учителска школа имавме поспремни, бевме поспремни отколку сегашните ученици, но сега се децата по-бистри, да речем. 70 годишниот Атанас се сеќава како работел и како своето образование го започнал во Штип на учителската школа. Сега како пензионер со гордост се сеќава на годините кога е работел едно од најблагородните професии. На прва учителска школа на македонски јазик во нашето овде подрачје, во овој регион, нема друга школа освен учителска школа Штип. И денеска чувствуваме посебно расположение, но и возбуда. Додека носталгијата за родното место за Симеон Минов била пресудна после школувањето во Штип да си замине во родниот крај. Имав понуда 62 година да останам учител во Штип, но носталгијата за родното место ме натера да си одам во село Иловица и да ги воспитувам децата на моите соселани. Условите во тоато време беа малку оскудни, кадар немаше, ние беме првите генерации во тоа село. На значајниот јубилеј се дебатираше на тема образование на учителот и воспитувачот денес. И како од некогашната учителска школа, голем број ученици завршиле со доста успешни приказни, со сеќавање раскажа учителките. Австралиската полиција обвини 22 годишен напаѓач за тероризам и обид за убиство во југозападниот дел од Сиднеј. Во сиднејската полиција вела дека нападот кој во саботата попладнето се случил во градскиот парк бил инспириран од екстремната сунитска организација Исламска држава. И следниците известија дека младиот напаѓач повеќе пати со нож прободел 59 годишник и потоа се обидел да нападне полицаец. Напаѓачот е набрзо уапсен, а жртвата која што во паркот шетала куче е хоспитализирана во болница со повреди по телото и рацете.
САД ја одбележува 15 годишнината од 11 септември 2001 година, терористичките напади во кои што загинаа речиси 3000 луѓе. Нападот во кој терористи на Ал-Каеда киднапираа 4 патнички авиони беше најсмртоносниот терористички напад на територијата на САД. 2 авиони удрија во светскиот трговски центар во Њу Јорк, пошто кулите близначки се урнаа. Третиот авион удри во Пентагон во Вашингтон, додека четвртиот се урнаа во Пенсилванија, откако напаѓачите биле совладани од патниците. Во Хрватска денеска ќе бидат спроведени предвремени парламентарни избори кои според последните анкети многу тешко ќе донесат промени на хрватската политичка сцена. На денешните избори 3,7 милиони хрвати со право на глас ќе избираат 151 пратеник. Гласачките места ќе бидат отворени во 7 часот по локално време и ќе бидат затворени 12 часа подосна. Официјалните резултати се очекуваат не порано од понеделник. Македонските репрезентативци во стрелаштво Оливера Наковска-Бикова и Ванчо Карамфилов вчера настапија на Параолимписките игри во Рио во дисциплината 10 метри воздушен пиштол. Наковска-Бикова го освои 7-то место, додека Карамфилов не успеа да влезе во финалето. Оливера Наковска не успеа да го одбрани златниот медал освоен на Параолимпијадата во Лондон. Таа во финалето забележа резултат од 92,8 круга, што беше доволно за 7-то место. Вториот македонски репрезентативец Ванчо Карамфилов не успеа да се пласира во финалето, во конечниот пласман го освои 16-то место со погодени 556 круга. Македонската кошаркарска репрезентација вчера вечер го победи Луксембург со 82-74 и остана во комбинација за пласман на Европскиот шампионат во 2017 година. Ова беше дуел од четвртото коло во квалификациите од групата Г, на кој Македонија беше фаворит, но домакините им пружија силен отпор на црвено-жолтите, кои во последната четвртина во неколку наврати беа и во негатива. Во третиот период Луксембург имаше позитива од 15 поени, 31-16, направи пресврт, но во последната четвртина Македонија беше подобра со 18-9 и победи со 8 поени разлика. Најефикасни во победничкиот состав беа Александар Костовски со 20 и Ромео Треви со 18 поени. Македонија во следното коло во квадрци ќе пречека Велика Британија, надпревар на кој црвено-жолтите мораат да бркаат триумф од најмалку 10 поени за да се ги задржат шансите за освојување на второто место во групата, која би можело да значи и билет за Евробаскетот во 2017 година. На другиот надпревар од оваа група Унгарија нагости ја победи Велика Британија со 88-80 и го обезбеди учеството на Европското првенство, бидејќи има максимални 4 победи, од кои 2 нагости кај директните конкуренти. Моментално Унгарија е на првата позиција без порази. На втората позиција е Велика Британија, трети Македонија и четврти Луксембург. Заврши дневникот, ви посакувам пријатно неделно попладне со програмата на Канал Плюс.